Булингот не е непозната форма на насилство, но статистиката покажува дека се повеќе се продлабочува во македонското општество. Најраспространет е кај средношколците, а се карактеризира преку вербални напади, навредливи зборови, подсмев и слично. Професорите се првата алка од процесот на препознавање. Професорката Емилија Величкова од Скопската гимназија Јосип Броз Тито вели дека одморите се најчесто користениот слободен простор за вакво нешто, но тие препознаваат и кој е агресорот и која е жртвата. Дел од учениците бараат помош, меѓутоа има и ученици кои што воопшто не бараат помош и ние тоа треба да го откриеме како професори, како педагози, како оние кои што се присутни на самиот час и во моментот кога е извршен, да речеме, булингот. Или пак нискотниците исто така кога се за време на одморите, сето тоа го забележуваме и реагираме на соодветен начин. Најнапред во консултација со психолошко-педагошката служба во нашето училиште и без разлика во кој училиште станува збор, секогаш постои комуникација помеѓу професорите и педагозите и психолозите. Последиците кои што ги причинува меѓуврсничкото насилство врз така наречената жртва може да бидат првенствено психолошки, намалена самодоверба, социјална повлеченост. Најчесто децата или личностите кои што се булирани се деца кои што се интровертни, вели училишниот психолог Кристина Атанасова. Но нивна задача не е само да пружат помош на жртвата, туку и на детето кој што врши булинг, бидејќи според Атанасова, агресорот со самиот чин открива дека и самиот има голем проблем. Како едни од доминантни причини за меѓуврсничко насилство се оние причини кои потекнуваат од домот, односно од семејството, без оглед дали потекнува детето од семејство во кое е вршен можеби булинг, за жал, па го применува моделот учење по пат на модел, односно негативен принцип на функционирање. Тоа што не го правеле мене, сега јас го правам на некој друг. Од друга страна пак недостатокот на внимание во семејството, кое што може да го има детето, понатаму потребата за моќ, потребата да се докаже во една социјална смисла, да го привлече вниманието на другите, најчесто врсниците, по пат на еден негативен модел на однесување, се едни од клучните причинители зошто едно дете може да изврши меѓуврсничко насилство. Но еден од проблемите е тоа што согласно кривичниот законник, булингот не е дефиниран како кривично дело. Тој се препознава како социопатолошка појава и е секоја форма на врсничко насилство и агресивно однесување кај малолетниците. Кога е пријавено кривично дело со елементи на насилство, каде и жртвата, жртвите и извршителите се малолетници, од страна на полициски службеник од малолетничка деликвенција, се поднесува записник за примање на пријава против познат или непознат сторител. По утврдување на сторителите, полициските службеници извршуваат разговор со стручниот тим на училиштето за односот и постапките на детето, сторител на кривичното дело. По расветлувањето на делото од страна на полициските службеници од малолетничка деликвенција се поднесува соодветен поднесок до ОЈО за малолетници, велат од МВР. И МВР на Министерството за образование преку различни активности работат на подигање на свеста со ваквиот облик на насилство. Но сепак, психолозите упатуваат дека најголемото влијание за сузбивање на овој проблем го има семејството.